Министерот за здравство во Отке го решавал големиот притисок со растечкиот број на пациенти и доктори кои си заминуваат од онкологија. Спасот според Меджити било способување или отворање на онколошки амбуланти во повеќе различни градови, за сите болни да не доаѓале во Скопје. Прашањето е зошто ваква клучна стратегија досега не се спроведе и покрај толку многу сменети министри за здравство. А сега Меджити најавува решенија во ОД. Тоа што секојдневно има одлив на медицински кадар. Ресорниот министер изгледа не го загрижува многу, затоа што во Македонија имало 3 медицински факултети и доктори кимало во секое време. Товар веќе на клиниката за онкологија и радиотерапија е преголем и ние затоа од првиот ден како кабинет заедно со заменичката се зафативме за работа и навистина мако трпно работевме и гледаме веќе почнавме и да дисперзираме. Вчера беше и директорот на 8 септември кај мене во кабинет и зборуваме веќе да почнеме со таа конзервативна терапија прво, но ние веќе на вистина размислуваме за штип, за битола на брзо, значи ќе отвориме, гледаме и тоа со акцелераторот со радиотерапијата да го ставиме во функција. Меджити упати нов повик до обвинителството за побрза разрешница на скандалот на онкологија. Тоа што се случи скандалот со онкологија, затоа еве и уште денеска пак ќе искористам прилика да ги повикувам обвинителство, веќе јасно и гласно да излезат со име и со презиме, ако некој се огрешил пред законите да држава, да одговара и да ги сноси последиците. Маките на болните со рак немаат крај. Тие се соочуваат и со недостиг на соодветна терапија, која пак може од свој джеб да ја купат во некоја соседна земја. Според нивни информации од клиниката, опасност има и од недостиг на постоечките лекови по новогодишните празници. Тоа пред неколку дена го потврди за Алфа и директорката на онкологија.